Никогаш не се изгубува сликата на големата вода. Со неа е копнежливата желба за сентерлевиот рид, како да добиваше реална смисла, како да беше возможен, остварлив на некој начин овој чудесен волшебен сон. Големата вода е недофатлива, таа мора да е во срцето на човекот, во неговиот сон. Проклет да бидам. За цело време додека бевме во домот, јас и не си спомнувам дека некогаш нешто друго сум барал од животот, како нешто најмило, како ликот на мојата мајка најдлабоко ја држев во моето срце. Затоа дури и со Кејтеновиот син не зборував, затоа со никого не се зборува чинев. Тоа беше маѓија, сон. За ништо на светов не би ја заменил таа голема, слободна вода. Проклет да бидам. За ништо не би ја дал, иако таа беше единствениот мој и Кејтенов виновник за тогашните и сите подоцнежни страдања. И радости не заборавете. Човек што поминал еден таков мачен, понижувачки пат мора да ја знае вистинската цена на тоа бедно, малечко мускулче. Се колнам, само нашата љубов на илјади атоми разбиена, поделена со другите, тоа што си им го дал на другите, само тоа е твое. Во тоа е смислата. Ајдете тогаш нашата крв да им ја подариме на оние што се наши браќа, наша вечна потврда. О, да побрзаме. Лудиот звонар бие на своето камбанче, прекинате секаков сон. Улаво, слепо трчање по тесни темни скали. Сите во строј, сите во строј! Домскиот ред и детенцето Аритон ја ковлести. Нашиот строј беше нешто најсвето. На едната страна може да се видат новодојдените, а на другата постарите. Иако едни на други се личеа како родени браќа, уште на прв поглед може да се оделат првите од вторите. Постарите веќе имаа научено, знаеа дека во стројот треба да се гледа право во челото на татенцето, другарот Аритон ја ковлести. Точно во челото, проклет да бидам. Новодојдените се уште си ја дозволуваа таа слобода да се свртат лево или десно, да погледнат во малото, високо небо над домот, или само така безцелно со погледот часови да лунзаат по шарениот зид. Тешко на тие што забораваа на редот, тешко на тие што не знаеа да стојат во стројот. Да можеше човек уште од првиот час да се привикне на такво нешто. Едноставно требаше да се биде само малку глуп и лицемерен. Тогаш сигурно полесно ќе дојдеше до подобра карактеристика и се што следуваше со тоа парче хартија. Хартија, глава, крв, живот. Само да ги видевте тие што има најдобра карактеристика, проклет да видам. Тие, кога ќе беа редари, дежурни, немаше тогаш пострашно место од домот. О, Боже, како се убиваа пред управата, пред воспитувачите, како бесрамно лажеа, како подло измислуваа, подкажуваа. Тоа чинам најмногу не гонеше од тоа место, тоа предавство. Тоа не можеше повеќе да го гледа Кејтеновиот син. Рече, јас морам да бегам, проклет да бидам, го рече тој збор. Тоа беше уште на првиот чекор, првиот строј. Но ние се уште бевме деца и од се најмногу сакавме да гледаме таму каде што ни беше забрането. Меѓутоа човек на се навикнува, проклет да бидам. Човек се издржува. Татенцето не еднаш ќе речеше, кога мечка научува да игра, што останува за разумно суштество. Тоа беше сето воспитание, се колнам. Ништожност, дури и безумник би сватил. Доволно беа само неколку десни и неколку леви мисли на татенцето и работата веќе беше сосема јасна. Ти светнуваше пред очи како бел ден. Впрочем, набргу тоа се покажи на дело. За малку време се што штрчеше беше скастрено, немаше никакви неуредности во стројот. Бргу редот се фати. Не бевме сигурно толку чукнати, проклет да бидам, чукнати. Од овој двор толку беше далеку големата вода. Господе, во почетокот уште верувавме во Господ. Господе, толку беше далеку животот од ова место. Насекаде наоколу беше зидот и тој силен смртоносен звон на камбанчето. Проклет да бидам, стројот. Како во сон доаѓаше гласот на големата вода. Тоа беше од другата страна на зидот, огромна, слободна. Пред нашите очи беше само зидот, црн, на илјадници места подгорен, проклет да бидам. Некои кутри во момент на крајен очи сигурно се обиделе да го запалат.
Побргу тие беа за жалење отколку за подсмев. Но по еден таков обид подолго никому не му паѓаше на памет за слични работи. Набргу децата и предметите во домот речиси во се беа изедначени. Тешко беше да се одделат едни од други. Тоа утро на највпечатлив начин се запознавме со управителот на домот, другарот Аритон Јаковлески. Во домот можеше да се сретне секаков свет. Имаше секакви, какви ги дал Господ. И паметни, и улави, зли и благородни, од сите сорти. Домот со своите жители личеше на гнездо од кукавица. Како и секаде, така и овде се среќаваа особени и чудни природи за кои никогаш и ништо докрај со некаква сигурност не може да се предпостави. Тука и фантазијата многу не помага. Таквите луѓе, дали од природна тапост, дали од голема предпреденост и расипништво, умеат мощно вешто да се прикриваат од својата средина. На изглед ништо неодгатливо во животот на Аритон Јаковлески чините, ништо. Живот, прав, обичен човек, ништо. Живот на секој смртник. Но за оној што веќе запознал природата на Аритон Јаковлески, тоа беа сложени, тешки испитувања на совеста. Тој долго време не дозволуваше никакво доближување до неговото срце, што се вели. Сиот окол наоколу беше заграден со бодликава жица. Таа душа како да беше во вечен, во страшен логор. Проклет да бидам. Можеше да ги наброите сите факти од неговиот беден живот. Не, саколнам, тука не ќе ја најдете вистината. Таа ви се искрила како светлина во водата. Попусто ќе бидат сите обиди ако посакате, не повеќе, туку барем еден миг да ја имате во дланка заедно со водата. Тешко некој од длабоката вода да извадил светлост. Или пак просто таа се искрила во дробната песок и ајде сега одделете од песокчињата, соберете ја, најдете ја, пријателе. Проклет да бидам. Колку неблагодарна работа, а замахат и да не прикажуваме, камче по камче да се превртува додека се најде тоа местенце каде што самиот ѓавол во некое шуплинче се искрила проклетата вистина. И што од тоа, пријателе? Та него веќе го нема, на неговото место зјапа црна јама, гроб. Проклет да бидам. Потонал некаде човекот, невидено се изгубил. Јас заради вистината, проклет да бидам, заради вистината, ќе почнам од почетокот како што е поред, како што Господ го создал нашиот убав свет. Со ред ќе раскажам се знајно и незнајно за Аритон Јаковлески. Да, само за еден дел од неговиот живот, за оној што јас го познавав, и тоа не го велам без причина. Предпоставувам дека тој од секогаш не бил толку сам, толку проклето сам како што го запознавме во домот. Аритон Јаковлевски сигурно пред тоа имал своја куќа, своји блиски, можеби и деца, синови и ќерки, можеби бил многу среќен татко, човек, примерен, благороден татко се колнам. Би можело да се рече дека тој не беше толку штура природа, така скроена од своето раѓање. Можеби Аритон Јаковлевски, Господе, ако тоа беше неговото вистинско име, војната се менува кај човекот. Можеби тој некогаш мечтаел, се надевал, можеби љубел. Зар тоа на крајот не го уништи? Проклет да бидам. Таа љубов. Скот да бидам. Јас едно време и Богу и пред луѓето најлудо се молев и денеска тоа го правам. Кога му се суди на еден човек, колку е тоа возможно слепо, да не се гледа само на еден дел од неговиот живот, зашто можеби тој самиот не сноси никаква вина. Се говориш дека бил специјално одреден во домот со задача згрижување на децата од војната. Се говореше тоа било негово лично барање. Проклет да бидам, од љубов, колку можевме да дознаеме. Аритон Јаковлески до последниот час и покрај сета мрачност и мраз во душата, сепак тој човечецот си имал поубав крај. Дури се надеваше, имаше такви часови кога страстно веруваше во своето дело, значи тој имаше некаква подлабока надеж. Можеби во такви часови Аритон Јаковлески веруваше дека ќе наплати за се изгубено во животот. Кутриот човек. А оти животот кон него не беше многу наклонет, се разбира, тоа не требаше да се испитува. Белезите на еден сигурно суров и несреќен живот му беа видливи како на лице драсканица од анџар. Во што можеше да има таква надеж? Што сон го мамеше, што вода плискаше во неговата цврсто сделкана машка глава?
Во домот сето време му мина самотно, чинам. Тој сам се делеше. Освен службените должности, за него не постоеше ништо друго што би го сврзало со луѓето од домот. Иако ги поднесуваше воспитувачите, нив не ги сакаше. Единствен негов пријател и другар се чини беше силното и мощно и верно куче Андруша. Не можеше да се рече дека по волја ги издружил животот, очигледно голема борба. Големи спомени беа посреди тоа пријателство на Аритон Јаковлевски и песот. Песот човек лесно не се врзува. Проклет да бидам, во сето тоа имаше нешто трогателно, нежно, необјасниво. Тој човек и тоа куче, некоја проклета заедничка судбина. Например, сите во домот знаеја дека нешто лошо ќе се случи со Аритон Јаковлевски. Некои можеби го знаеја токму и часот на несреќата, а можеби знаеја и некои други подробности за местото и начинот на кој ќе си го одземе животот, но никој не наоѓаше за потребно ниту со мало прсте да помрдне. Не оти во домот, да речеш, и покрај неговиот особен, чуден, строг однос, некој сосема да не го прижалкуваше. На крајот се работеше за човечки живот. Каков бил, бил човек. Проклет да бидам. Безпомошно изгледаше секаков збор, секаква утеха. Таквите сигурно поспокојно, полесно ќе ги преживеат уште тие неколку преостанати мигови од животот, ако никој отстрана не се замеша, ако воопшто се остават на самите себе си, на својот мир. Ќе проанализира се и потоа завршува, безмилосно си пресудува, умира со некакво душевно олеснување, свесене, се казнува, рисјанска му е душата, покајничка. Мисли се спасил, ги изми рацете, изравне тоа е сега доста, с Богом животу. И ако случајно нешто го натерало да се премисли, не можел веќе назад, веќе сите знаеја, сите ја чекаат таа смрт. Тажно, пријателе, тажно кога ти се уште си жив, а некој те испишал. Проклет да бидам. Потоа веќе нема живот за човека, не постои никаков начин. Тој мора да умре. Татенцето беше вистински ѓавол. Се уште одеше во војничка униформа со титовка и црвена петокрака. Го викаа стариот партизан. Боже, каков беше силен, горд во тоа време. Ќе сакате или натаму да ви го опишувам? Прекрасно. Мислам на една работа повеќе да обратите внимание, ако случајно некогаш се чешнете со нашето татенце, другарот Аритон Јаковлевски. Понекогаш се правеше прислеп, одеше како ќорав, иако гледаше како сокол. Не се случи ни еднаш да замовне напразно. Татенцето беше редок во тој поглед, мислеше со рацете, и со десната и со левата, но тој можеше да биде и помисловен. Не еднаш се случуваше со двете одеднаш да проработи. Се разбира тоа при особени случаи кога беше расположен за шеќи. Со еден збор, татенцето беше од оној вид многу полезни граѓани кои во себе немаат ништо негативно. Ќе зборуваме ли вистината? Татенцето личеше на оние луѓе кои еднаш за секогаш си ставиле точка на својот живот како на некоја обична работа и ела да ја избришеш таа филозофија од нивните глави. Ќе го одвикнеш ли пијаницата и тој е готов, се светкува. Слична работа беше и со Аритон Јаковлевски. Ќе отстапили да не даде Господ од своите позитивни стремежи, така љубеше да се изразува, и тој веќе не беше здрав. Сета сила како да му се наоѓаше во тие глупави задачи. Проклет да бидам, задачи. Од ден на ден, како ги губеше, нив ја губеше и силата. Но такво нешто, барем во почетокот, не си дозволи другарот Аритон Јаковлевски. Тој си ја знаеше работата, совршено добро газеше по својот пат. Имаше цврст чекор, војнички. Проклет да бидам. Војната во човека го менува во се. И сега како да го гледам, срцето длабоко го чувствува, о Боже, како се уште да сум во домот. Проклет да бидам. Јас го гледам него, го помнам секое негово движење. Ќе си ги стави рацете одзади, можеби тоа беа часови на размислување. Ќе ја фрли главата колку може повисоко, ретко некогаш се ветнеше кон земјата, и туку кружи наоколу во двориштето како орел што слетал ниско над земја, демнејќи го својот плен. Речи си во се беше едноставен, а кога ќе запееше некоја борбена песна, тогаш стануваше чудесен. Секако под команда занемуваше во дворот. Проклет да бидам, песна. Утрото измачено и болно висеше слично на откината половина на домското дрво. Утрото се прпелкаше со острите срчи над зидот.
Што стана со пролетта, со сонцето, со небото, со птиците, што се случи со преселувањето на предметите, со дождовите, што се случи со големата вода? Сите деца стоеја како кипови, замрзнати. Се чинеше нешто лошо се случило во домот. Никој не знаеше кое е тоа утро, проклет да бидам. Навистина, што се случило со големата вода? Никој не погледна во нас, не се обзрна. Татенцето направи уште 100 кругови околу дрвото, се така терајќи си ја песничката, кога најпосле и тој самиот занеме како камен. Колку беше тихо, глуво. Зорлабочено почна да гледа од дете на дете како да бараше крадец. Секој дете одред го одмеруваше како да велеше: глувци едни, бандити, повелете, погледнете во овие мајковци. Се задржа крај мене и Ќетен. Погледнете и запомнете, научете што е тоа ред, дисциплина. На ваши години живи германци заробувавме, само слушајте чесен збор, живи фашисти. Запомнете или ќе бидете луѓе достојни на вашите татковци? Нашите татковци веќе ги немаше. Или подобро и вас да ве нема, проклет да бидам и нека не нема. Потоа, очигледно, не завршувајќи смотрата, неочекувано брзо се сврте кон нас и не давајќи ни барем да зинеме, како со магнет ни ги зеде главите, се разбира, мојата и Ќетеновата, и колку можеше посилно ги тресна една од друга. Кутрите глави, како светна! Стариот се виде во таа работа, имаше увежбано се до поединости. Глава од глава. Свртувајќи се кон Ќетеновиот син му рече: "Кој си ти, ѓаволе?" И не чекајќи одговор му свирна една преку уши. Мислеше со десната рака. "Кој?" Повтори Божем не чул, истовремено му ја залепи левата. Татенцето дираше толку духовито што мораше секого и секогаш да изненади. Проклет да биде, му дираше како гром од ведро небо. Ќетеновиот син Исак Ќетен, како ништо да не се случило, како воопшто да не добил 2 жестоки шлаканици, сосема мирно му одговори на татенцето: "Јас сум Ќетеновиот син", рече, "Исак Ќетен." "Ќетеновиот син?" повтори татенцето многу заинтересирано и пропусно му приши трета. "Присети се уште", му рече, "да не си заборавил нешто, Ќетенов сине?" Проклет да бидам, рече, "да не си заборавил како се викаш." Така рече татенцето и полека Божем пребројува стари пачки за фичеси, се сврте кон мене. Се моќниот, другарот Аритон Јаковлевски, се изгуби во неговата сенка. Цел еден век како врази се меркавме. Татенцето беше љубител на малечка предигра. Татенцето озгоре ме мерка, ми намига, јас од земја му праќам исто така по некој пламенен поглед, мислам ќе ме сожали. Ме гледа и како со умилен глас да ми вели: "Убаво ли е, сине, ми ти се допаѓа ли домчево? Кажи што не ми ти достига, татенцето се ќе створи за моето соколче." Чинам така, ми вели татенцето, и јас се поблизу приоѓам кон него, Божем ќе му се фрлам во преградките, ќе го гушнам како роден татко, а тоа од страв му се доближувам за да не ме запне од подалеку, да не ми ги скине главчето, та без главче да останам. Проклет да бидам, стравот на што не ќе го натера човека. "Добро си е домчето, татенце, природно е", му одговорам во мислите. "А кој си ти, врагу?" ме пресече треснувајќи ме понос, не видов кога протегнала рака. "Лем", му реков, оставајќи крвта да ми тече под брадата надолу низ вратот во градите. "Лем се викам", реков, "внук на Иле Костадиновски." Оставив крвта господски да ми тече. Проклет да бидам. Кога го спомнав името на вујко ми Иле Костадиновски, јас мислев оти сум рекол голема работа, се. Крвта малку ме подразлади, целото тело ми гореше. Со радост си спомнав за вујко Иле, се колнам. Мислев, како вујко имам јас, добриот вујко Иле Костадиновски. Татенцето сигурно не очекуваше ваков одговор, колку отпосле разбравме, лудост бил секаков одговор. Татенцето не предпочиташе неговите подчинети да имаат свој одговор. Проклет да бидам, никаков одговор. Не давајќи ми веќе да зинам, колку можеше посилно со своето тешко касапско рачиште ме кутна наземи во новата прав на пролета што како пламен никнеше од земјата. Потоа повторно се врати кај Ќетеновиот син. "Знае ли некој за овој предавник?" Татенцето ги праша другите деца. Се разбира, никој ништо не изусти, никој не крена глава.
Ќете новиот син стоеше сам, далечен, како некој бран, токму така како некој оттинат бран, некој бран пустињак, како некој слободен и непокорлив бран, стоеше среде домската пустош. Јас пак ја гледав големата вода, го слушав нејзиниот глас, летав над нејзиното огромно пространство. Нестварни беа слабите гласови на децата. Тие го молеа ќејте новиот син да падне. Будала! Го довикуваа некој од постарите момци. Будала, падни! Додека не те види на земја, нема да те остави. Може да те убие. Ќејте новиот син не слушаше. Тој веќе беше на еден од своите далечни патишта, неговите тенки усти се играа како што туку првната пеперутка. Чиниш, пеперутка му застанала на устите. Очите му беа полни со светлост, тој беше далеку, патуваше. Не прави се важен, му довикна оној глас. Нема кој не паднал. Ќејте новиот син ја нишна главата кон земјата, а штом тоа ќе го направеше, тогаш беше попусто да го разубедува човек. Не можеше да падне во правта, гледајќи ме мене во неа. Биди човек, ќејтенов сине, го молев. Издржи, не паѓај. Тој повторно ја испушти онаа насмевка од очите. Ме прегрна со две намигнувања. Ти се смееш? Вчудоведен му рече Аритон Јаковлевски. Ти се смееш, ѓаволе? Но сега ќејте новиот син ништо не одговори. И не падна, се колнам не падна. Се навена дури подоцна за да ме дигне од земјата. Стани, малечок, рече. Стани, силен леме. Пристигнавме. Проклет да бидам, пристигнавме. Се уште ми беше темница во очи. Како давеник се држав за ќејте новиот син. Оставив да ме носи. Од тој ден ќејте новиот син беше личност во домот. А таков, најблагоречено, не беше пожелен во тоа време. Во домот никој не смееше да има своја волја, своји мисли. Колку тоа ќе се разбереше побргу, толку страдањата беа помали, успехот подобар. Карактеристиката одлична. Проклет да бидам. Карактеристиката беше најважна. Таа човека го правеше човек или разбойник, точно така, разбойник. На крајот ни беше изречена чудната казна. За неодредено време ние бевме одделени еден од друг. Не смеевме да бидеме заедно, на ниедно место во домот. Исто така, на сите им се забрануваше излегување крај големата вода. Потешка казна се разбира, не можеле да смислат. Проклет да бидам. Тоа беше најтешко се што можеа да не казнат. Бев одделен од ќејте новиот син, а сега ни ги забранија и сите соништа за големата вода. Знаеше татенцето, ако сакате некого да казните за целиот живот, тогаш разделете го од она што му е најмило. Искорнете му го тоа што му е во срцето, осакатете го, ослепете го, за да не ви избега. Неразбирливи, како можеше нешто да се уништи ако е тоа во срцето на човекот? Знам уште еден век ќе мине во заблуда додека не го разбереме гласот на големата вода. Но јас веќе гледам како се растураат замрзнатите строеви, колони неслободни луѓе под една команда, под еден ред, под едно звоно. Слушајте, таа иде, се колнам, проклет да бидам, пријателе, таа иде.